Но прво ќе зборувам за важноста на целите, луѓе. Денес имав едно стори кое што го направив и размислував на следнава тема и мислам дека ќе се сложите со мене. Многу од луѓето прават драма ако им се расипе колата. Многу од луѓе прават драма ако им се искине хаљината, тренерките, маицата. Многу од луѓе прават драма ако се искапат на нешто, на пантолани и треба да ги фрлат пантоланите и така натаму. И колку, видите, материјалните работи имаат важност, поради тоа што не можеме да имаме лајф ако немаме материјални работи, не можеме да имаме, не знам, покрив над глава ако немаме материјални работи, не можеме да имаме возило ако немаме материјални работи. Материјалните работи се важни. Но ќе ви кажам една работа која што е над материјалните работи, поради тоа што ги прави материјалните работи, ќе ви објаснам како ги прави материјалните работи, но тоа е целта. Гледайте, луѓето не се секираат ако немаат цел. Луѓето не се секираат ако немаат визија. Луѓето не се секираат ако им пропаднале целите. Гледате, они за тоа не прават драма. Зошто? Поради тоа што сме станале толку материјални. Духот е дух, не е материјален. Он се храни од целта, он се храни од визијата, он се храни од промената која што треба да ја направи за да ја постигне целта. Гледате, промена. Требате некоја промена да направите за да ја постигнете целта. Фактички, кога ќе видите, има една многу убав курс за организација од филозофот Хабарт и многу е убаво за како луѓето да се организираат и како да бидат организирани и така натаму, и така натаму, и така натаму, но ќе парафразирам дел од тоа. Гледате, секое работно место добива нешто, ајде да ја речеме честичка, која што треба да ја промени и како променета да ја предаде понатаму таа честичка. Што сакам да кажам се со тоа со честичка? Ајде да речеме, имате некој човек кој што работи на шанк. Он честичката е кафе. Кафето треба да го сомеле, да го стави во машина, да направи еспресо, макијато, што и да прави. Гледате, ја променил честичката, го сервира, ја сервира таа честичка, се таа честичка оди кај конобарот, тој треба да ја пренесе таа честичка до потрошувачот. И гледате, секој човек на работното место ја менува честичката за да има тек на таа енергија. Така да гледате, секое работно место треба да направи некоја промена на честичките. Мојата задача е да направам промена на умот, на подобро за луѓето да можат да имаат поубав и посреќен живот. Да ја променам душата, да ја променам психата на луѓето на подобро, за да се чувствуваат поубаво, да им ја вратам самодовербата, позитивната енергија, да ги избришат негативните мисли, да знаат како да може би се промовираат подобро и така натаму. Тоа е мојата задача. Ја ги менувам честичка, глупо звучи, ама со еден збор така да речеме некој продукт имам, но тој продукт добиваме нешто, препроменуваме и после тоа го предаваме продуктот понатаму. Замислете, имате некој на работното место кој што ни еден продукт не менува. Гледайте, ако не менувате продукт на работното место и да го направите подобро и да го продолжите во ланецот на поставеност на работите, тогаш фактички за џабе сте платени. Поради тоа што ние сите мораме да го промениме некој продукт, нешто што ни е дадено, некоја честичка, да ја промениме и во променета фаза да ја предадеме на некој друг човек. Затоа, уствари, и е таа работа која што имаме. Но гледате, клучот е промената, како да ги промениме некои работи. Сега гледате, кога имате цел, што променувате вашиот живот? Најглавната честичка, вие си го менувате вашиот живот преку имање на цел. Поради тоа што гледате, ако ја немате целта, го променувате вашиот живот уствари на полошо. Поради тоа што секој човек кој што има некоја цел, кој што има некоја визија, кој што сака нешто да постигне, он од каде ја добива среќата? Од промената која што ја прави. Акцијата, он кога има цел, он има визија. И кога има цел, има игра. А ако нема игра и ако нема визија, ако нема визија, нема игра, а ако нема игра, ќе има глупа игра, и ако нема визија, ќе има глупа игра, но нема да оди напред, ќе оди назад, ќе се влошува. Поради тоа што кога има некоја креативна и конструктивна цел, кај сакаме да се го видиме животот, кај сакаме да стигнеме за 5 години од сега, што сакаме да направиме, што ни е целта за оваа година на различни полиња, што ни е целта у бракот, што ни е целта на индивидуално ниво, што ни е целта, што и да е.
ја идам во теретана овој период и самото тоа што гледам телото дека е подобро, ја менувам честичката и се чувствам поубаво поради тоа што имаш задачи што правиш некоја промена поради тоа што ја реализираш целта. Да се вратам на дефиницијата за среќа од филозофот Хабард, среќа е надминување на препреки кон позната и посекувана цел. Кон некоја посекувана цел, ги надменуваме препреките. Сега гледате, или емоција на прогрес кон посекувана цел. Така е другата дефиниција. Сега гледате, ако вие немате емоција на прогрес кон посекувана цел, она што се случува, го неаме движењето понатаму. Сега гледате, луѓе, ако ја неаме целта, тогаш не си го менуваме животот. А луѓето немаат проблем ако немаат цел. Они што имаат проблем, ако патиките им се уништат, ако кондурите не знам што им се десело, тоа е проблем. А не е проблем ако немаме цел. Проблем е ако, не знам, снемало кафе, проблем е ако снемало ова, а не е проблем ако ја снема целта. Сега гледайте колку сме ние интересни како луѓе. Правиме проблеми од работи кои што целите ни ги носат. Затоа што ти ако немаш цел да се надградиш, да завршиш факултет, да работиш, да магистрираш, да направиш некоја дообразба за да имаш финанси, затоа што знаењето кое што ќе остекнеш ти како експерт, тоа знаење ќе ти помогне да ја промениш таа честичка, што зборам на работното место, секој од нас треба да менува честичка, и кога ќе ја смениш таа честичка на подобро ќе ти дадат пари, со тие пари ќе купиш и кондури, и патики, и свлеканиве пантолани, мора да ги фрлиш, може да ги фрлиш еден те гајле, и се ние за тоа правиме проблем, ама не правиме проблем ако ја снемаме целта. Затоа што гледате, ако ја снемаме целта, тогаш не го менуваме нашиот живот на подобро. Затоа што среќата е у промената која што ние ја правиме за да дојдеме до целта. Среќата е во промената. Во случај да немате цели, во случај да немате авантура во животот, во случај позитивна, во случај да немате, не знам, заинтересираност за животот, веројатноста е дека имате стари монотони цели и треба да ги рефрешувате, да ги оживеете, да ги освежите тие цели или да најдете некои цели кои што се креативни, конструктивни и добри, затоа што на тој начин кога ја имаме таа креативна, конструктивна и висока цел, правиме промена на честичката наречена ние или ја би рекол живот. Затоа што гледате, ако вие немате цел, кај ќе одиме во животот? Животот е палета од многу опции, палета од многу работи. Но како што имам ја цитат, тој што е сегде е нигде, тој што цело време сака со се што е минорно да се занимава, тој никогаш нема да го постигне она што е квалитетно и важно во неговиот живот. Гледате, ние најубавата играчка на нас ни е целта. Најубавата играчка која што имаме во животот е нашата цел. Ама играчката може да биде кој управо, кој укриво во фамилијата. Играчката може да биде, не знам, кој добил повишување, не требал, зашто другиот не добил повишување и така натаму, не дека тоа не е важно, важно е. Ама сакам да кажам, главната играчка која што ние треба да имаме во нашиот живот е целта, соништата, илузиите, у позитивен смисол зборам илузии, имагинација, да ги речам, затоа што илузија, ке нешко речеш илузија, као да си некој ненормален будала, затоа што имаш големи цели. Не, туку сме посветени на целта, поради тоа што тоа ни го дава квалитетот на нашиот живот. Ама гледај, кога ти си у просечна околина, просечната околина нема многу цели, не работи на нив, нема премногу амбиции, не се вложува, затоа што е средина, затоа е просек. И се ти кога правиш муабет со просечни луѓе, никој не те мотивира да идеш во некоја повисока цел. Кој те мотивира да идеш во повисока цел? Некој кој што гледаш и се имаш стремеш да станеш како тој, на било кое поле, духовно, материјално, секакво поле. Имаш некој кој што те инспирира. Па тој е тој кој што те води. И тој треба да го следиш, да видиш, окей, кои цели ги постигнал он, како он се чувствува. Сега, ако го гледаш човеков дека има некоја цел, дека има некоја посветеност, дека има мисија, и ако тој те мотивира, супер. Затоа што кога имате мотивација, кога имате фокус врз целта, имате се, имате контрола. Кога немате фокус, нема контрола. Дефокус. Знаете, дефокус значи дека немаме фокус. Сега, зборот дистракција, знаете, дистракција е нешто што ти го одзема вниманието. Се состои од два збора, дис на страна или не, и зборот тракција, триење.
Зашто гледате, имате тракција кога ги надминувате препреките, имате триење, за да има моќ мора да има триење некое. Значи мора да се соочуваме со некои препреки. Сега, болje да имате проблеми за напред, затоа што тогаш имате цел, отколку да имате проблеми за стагнација и за назад. Зашто кога човекот нема проблеми за напред, тој има проблеми за назад. Затоа што кога имате цел, имате проблеми за напред. Кога немате цел, имате проблеми за назад. Нека биде најзанимливата играчка целта. И кога ќе постигнете таа цел, најдете си друга играчка. Уште еден цитат од филозофот Хабард вика: нема понесреќен човек од оној кој што си ги постигнал сите цели. Сега, ако човекот ја има целта, Павле Велков, поздрав, јас се извинувам, ама кога ќе почнам со предавање, не ги читам поздравите веќе поради тоа што сум у фокус, ама гледам дека си пишал трети, четврти пат, се извинувам, поздрав, ама сум фокусиран на она што сакам да го кажам, затоа што ја имам фокус. Сега гледайте, ајде да го земеме фокусот, вниманието и заинтересираноста како дел од комуникацијата. Од истиот филозоф Хабард има еден цел убав курс за комуникација и он зборува за комуникацијска формула. Он открил дека самата комуникација има формула, но еден од елементите на таа формула е фокусот, односно заинтересираноста, да си заинтересиран за некој на кој што му збориш. Гледате сега, јас сум фокусиран на вас, сум заинтересиран за вас. Така, имам фокус. И затоа и вие држите фокус на мене, поради тоа што ја го имам фокусот на вас. Но уште многу, гледате колку е исто така важен фокусот во слушањето. Да ви давам само еден пример во комуникацијата. Ако човекот не е у сегашен миг, ако човекот не е тука, ако човекот не е во сегашноста, со мислите е некаде, мислата му прави дефокус на вниманието. Сега на тој човек што е дефокусиран, што е сегде, ти му збориш, он не те слуша. Зошто не те слуша? Гледате колку интересна работа, затоа што увото не регистрира ако фокусот не е насочен кај тој што збори. Гледате, вие немате затки на ушите ставени, одеднаш што се случува, некој ти збори, ти со паметот си отишол на некоја сосема друга страна, ти не си ги затворил ушите, ушите си отворени, ама не си слушнал што ти кажал, зашто? Зашто ти залетало вниманието, тоест фокусот, на некоја мисла која што ти го одзема вниманието. Така да вниманието е тоа кое што е клучниот дел од комуникацијата. Ама насочено внимание, заинтересираност е фактички фокус на тоа внимание, насочено, фокусирано внимание. Главно нешто во комуникацијата или еден од главните елементи на комуникацијата е вниманието кое што го даваме за да не разберат и вниманието кое што го прифаќаме за да разбереме. Сега имате луѓе кои што немаат фокус и внимание да бидат разбрани, имате други луѓе кои што не се заинтересирани, не се тука и не се фокусирани за да разберат. Сега, ќе зборам многу за комуникација на оваа тема, кажав дека има формула од филозофов Хабард на таа тема, ќе ви ја кажам, не сум зборал за ова, така дека биде убаво формула за комуникација, ќе биде интересно да ја разгледаме, но вниманието и држењето на фокусот е многу важна работа. Сега, некој ме праша за говор на тело. Гледайте, говор на тело. Замислете сега, ја не сум фокусиран. Сега, гледайте, мојот говор на тело е добар. Зошто е говорот на тело добар? Затоа што вие сите ме слушате. Но замислете, ја почнувам да мислам, Бакенбардова добар, да не треба вака се подмеса, стомахот да не ми се позна. Чекай, Бакенбардова, чекай, научари, добро, чекай нешто носов да ние. И сега, ја ако почнам да обраќам внимание на мојот говор на тело, ја немам добар говор на тело. Гледате, луѓето кои што сакаат да имат говор на тело добар, тие не се фокусирани на публиката, не се фокусирани на околината, не се ни тука. Кај се тие? Тие се на имиджот кој што треба да го имаат, затоа што треба да имаат говор на тело. Гледате, говорот на телото доаѓа од самодовербата, говорот на телото доаѓа од вашите комуникацијски вештини, говорот на телото доаѓа од вашата слобода, говорот на телото доаѓа од работа на сами себе. Ама, ако човекот комуницира и кога сака да држи јавен настап и кога држи говор, колку повеќе вниманието му е на околината и колку помалку му е вниманието на него, толку поубаво се чувствува тој, толку помалку трема има, толку помалку е загрижен и толку повеќе ефект предизвикува кај публиката. Гледайте, некој човек кој што мисли, каков ефект да предизвикам? Мора да не треба вака да застанам, да не треба рамениците да ми се вака, да не треба ваков да се испрчам. Чекај, сега он, затоа што го става вниманието на телото, неговиот говор на телото не е добар.
Говорот на телото е добар кога вие не му го ни приметувате телото на човекот, него сте фокусирани на него. Сте фокусирани на некој човек. Пред многу лајвови имаше еден лајв каде што сум имал некоја плунка и се зборував за многу интересна тема. И знам дека некој напишал, плунка има, доктор Жари, и сега некој друг напишал, ти оцелиов мојот плунката ли ја виде? Сега гледайте, имате некои луѓе кои што не се толку заинтересирани ќе ви видат плунката, некој ќе види дека имате влакно носот, ама како и да е, поентата ми е, ако вие сте фокусирани на другиот човек, и он е фокусиран на вас, вие имате супер говор на тело, имате супер комуникација, поради тоа што